И време е за нашиот прв денешен гостин, како што ви кажав на почетокот, тој е професор во Средното музичко училиште Илија Николовски Луј. Доцент е на Музичката академија во Штип. Тој е единствениот педагошки работник во Македонија, кој покрај својата педагошка работа истовремено учествува, настапува низ концертните сали ширум Македонија, Балканот, Европа и светот. Има своја собствена група, насловена како Фонтана, а соработува со голем број на солисти и групи овде во Македонија. Од групите да ги споменеме Љубојна, Ангјушеви, Етносфера, а од солистите Андријана Јаневска, Каролина Гочева, Златко Оригјански и многу други, може би сега во моментов истоставувам, меѓутоа на вистина нашиот утрински гостин има импозантна биографија, а неговото име е магистар Благојче Трајковски, професор по кларинет. Со право можам да кажам најдобриот кларинетист во Македонија, па и пошироко. Ви благодарам многу пред се на убавата најава. Драго ми е што сум тука после подолго време, би рекол. Поздрав до вас, поздрав до гледачите, навистина ми е големо задоволство што ќе имаме минути да споделиме. Поготово на овој убав ден, втор ден, Великден. Така е, точно. Честитки за големиот празник, им посакувам на сите да се здрави и живи пред се и да се случуваат само убави нешта. Благојче, може би нешто изоставив во најавата. Не, најавата имате беше прекрасна, да. Биографија, меѓутоа во текот на разговорот ќе си дојде на своје место. Така е. Она што сакав за почеток, како и секогаш, да започнеме со вашата приказна со кларинетот. Од каде се вашите почетоци и за каков инструмент станува збор? Па добро, интересни се моите почетоци. Многу пати сум го кажувал тоа досега. Јас сум еден од ретките луѓе, професионални музичари кои што почнале да се занимаваат со својот инструмент, би рекол на оние поголеми нозе, не од мали нозе, како што обично почнуваат професионалните музичари. Јас почнав со инструментот пијано во Нишото музичко училиште во Битола. Меѓутоа, генот си ја одигра клучната работа, затоа што татко ми е кларинетист, кој што го поминал тој животен пат професионален поврзан со кларинетот. До мојата 14 годишна возраст не пројавив интерес за кларинетот воопшто, меѓутоа не можам ни да се сетам како сето тоа настана, меѓутоа се пројави една силна желба за изучување на кларинетот и влегов во еден процес, во еден проект, би рекол, животен, да им докажам на сите околу мене кои што не веруваат дека ќе бидам кларинетист, некако да им докажам дека не се во право и дека кларинетот ќе ми биде мојата професионална животна определба. Почнав во Средното музичко училиште во Битола, во класата на, би рекол, најдобриот педагог за нашиот инструмент, професорот Панде Татарчевски, кој што сега не е меѓу нас, меѓутоа е останат во еден многу убав спомен, не само кај мене, кај многумина други професионални кларинетисти. Започна моето образование од Битола, после тоа се префрлив на Музичката академија. Тука во Скопје, во класата на професорот Иван Кочаров, дипломирав на Музичката академија во Скопје, магистрирав исто тука и некако професионалниот пат некако ми се трасираше тука во рамките на педагогијата, така? Да, во рамките на Државниот музичко-балетски училишен центар Илија Николовски Луј, каде што веќе 15 години сум таму. И секако, инструментот враце, како што јас обично знам да кажам, и секаде каде што има потреба, многу концерти, настапи, студиска работа, семејни веселби, сето тоа е составен дел од мојот живот веќе 20 години како професионален музичар. И можам да искажам едно големо задоволство што се занимавам со оваа професија, се занимавам со свирење на овој прекрасен инструмент кој што кај нас малку е турбулентно прифатен. Понекогаш е на правиот колосек, понекогаш не, меѓутоа ние педагозите тука сме да некако придонесеме за развој на инструментот во вистинска смисла. Кога ја споменавте педагошката работа, професор сте во Средното музичко и исто така сте доцент на Музичката академија во Штип.
каков е интересот на младите кон овој инструмент? Па добро, интересна е таа тема за разговарање и секогаш гледаме затоа што многу често сме во емисии каде што треба да презентираме повеќе ведри, повеќе светли, позитивни теми и времето е кратко, меѓутоа тоа е на тема за дискутирање на поопширно, подолго би рекол малку. Сето она што значи интерес, сето она што значи афирмација на инструментот, статусот на инструментот во општеството не е баш некоја ситуација за радување би рекол. Интересот го има, меѓутоа можеби не на некое поголемо ниво како што го имаше порано. Од друга страна, самиот начин на живот некако не содействува со она што треба да го поседува еден ученик, почетник би рекол во својата работа со свирење, не само на кларинетот и со други инструменти. Класичната музика на некој начин би рекол не само кај нас и во светот некако доживува еден кризен период би рекол. Тоа е нормално. Едноставно преминува во една друга фаза, доаѓаме во едно друго време каде што имаме сплет на некои други околности, современието си го прави своето и сето тоа малку е тешко да можеме на учениците да им го представиме тоа по оној полесниот пат, да речам, се е некако така потешко. Го има интересот, има некаков си би рекол ентузијазам, меѓутоа сето тоа не е баш за радување. Можам слободно да кажам дека се е супер, се е добро, меѓутоа не, доживуваме криза не само овие години, едноставно тоа е последните, не знам, 10 години можеби. Едноставно доживуваме многу кризни ситуации, како што и впрочем во многу професии се случува. Тоа така и во музиката. Но секогаш се трудиме позитивните нешто да ги издвојуваме, некако тие негативните да ги оставаме на страна. Кларинетот и кларинетистите во сериозната музика. Ова е вашето дело. Музиката е поголемо откритие од сите мудрости. Стои на незината прва страна. Тоа е мисла од Бетовен. Ке кажете нешто повеќе за ова ваше дело? Значи, покрај тоа што свирите кларинет, покрај тоа што предавате, значи ги учите новите студенти да свират на овој убав инструмент, вие и пишувате. Па добро, никогаш не сум го гледал тоа како еден дел од мојата професија, меѓутоа ете излезе и такво нешто, излезе на таква инспирација. Ме инспирираше тоа што во Македонија на македонски јазик официјално издадено дело каде што го обработува кларинетот и класичната музика немало досега. Прво тоа нешто ми беше како поттик би рекол. Од друга страна, во оваа збирка на податоци се наоѓаат многу податоци кои што јас сум ги собирал во текот на моето образование, преку семинарски работи, разноразни други трудови. Едноставно случајно видов во компјутер дека имам доста податоци, доста материјал собран низ годините наназад и сето тоа на некој начин го набилдов со уште повеќе информации и настане едно пишано дело кое што ете стана дел од мојата биографија како еден важен сегмент затоа што како што кажав претходно некако не сме ние склони во општеството да оставаме некои вакви пишани документи и убаво се склопи сето тоа, го насловив како прв дел овој наслов, затоа што сакам да придонесам уште со нешто понатаму. Тоа беше, да речем, моево прво такво пишано обраќање во мојата професија. Неодамна, минатата година, објавив една монографија посветена на Тале Огненовски, нашиот легендарен кларинетист во народната музика, по повод 100 години од неговото раѓање. Минатата година се навршуваа 100 години од раѓањето на Тале Огненовски, па направив една монографија каде што покрај податоците за неговиот живот и дело, успеав да соберам 59 авторски негови композиции, да ги нотирам, да ги средам, да ги спакувам онака како што треба и безмалку 300 страници монографија која што е навистина еден важен
важен документ во нашата музика, можам и со тоа да се пофалам, така што составен дел е од професионалниот тек на еден музичар кој што се занимава и со педагошка работа. Ова навистина инспиративно ми е и сигурно дека ќе и во иднина ќе има уште некое вакво делче. Ќе има сигурно, да. Соработувате со голем број солисти и групи од Македонија и од регионот. Имате и ваша група Фонтана. Да. Јас заборавив на почеток да кажам дека и со Желјко Јоксимовиќ настапувавте. Сега сакам да позборуваме малку за вашата прва композиција, Трепет, во соработка со Андријана Јаневска. Ни кажете ли нешто повеќе за овој проект? Па, добро, кажавте дека учествувам во разноразни музички случувања веќе во изминативе 20 години. Не постои пејач или инструменталист со кој што не сум делел сцена или не сме соработувале во студио. Едноставно, навистина, многу проекти ми поминаа низ рацете. Албуми, студиски снимки, концертни случувања. Мојата матична група Фонтана веќе 22 години е на сцената како еден од најуспешните состави не само во Македонија, туку и пошироко, состав кој што, како да речам, од еден статус на свадбарски бенд игра една важна улога во развојот на целокупното случување на македонската музика. Бенд кој што концертира, кој што снима континуирано македонска музика и можам да кажеме единствената група во Македонија која што навистина ја знае македонската музика. Во ова кризно време каде што ние кубуриме цело време со македонизмот, комотно можам да си се пофалам дека јас ги имам моите 5 другари со кои што ние навистина можеби сме единствените кои што навистина ја знаеме македонската музика во вистинска смисла на зборот. Зборувам од оваа помлада генерација на инструменталисти кои што активно работат. Да ни кажете? Готово, ќе ви кажам за Трепет. Трепет е првата композиција од мојот солистички албум кој што треба да се појави кон крајов на годинава. Се надевам што поскоро. Тоа ќе биде албум каде што јас сум автор на сите композиции инструментални. Аранжманите ги прави господинот Димитар Христов, кој што е диригент на Народниот оркестар при Бугарско национално радио. И во овој албум имам гости од целиот Балкан, би рекол, инструменталисти. Почнавме со Андријана Јаневска, Трепет беше првата композиција која што ја објавив уште минатата година. После Трепет се случи Сон, заедно со Христина Белева, една одлична инструменталистка од Бугарија. После тоа имавме со Џамбо Агушев и Ангел Демирев Вулкан. И последното нешто што се случи беше Извор, заедно со Александар Софрониевиќ и Неда Николич, така што едноставно ќе се соберат некои си 8 до 9 композиции, ќе видиме како се тоа треба да излезат до крајот на годината и тоа ќе ми биде некако одбележување на 20 годишна моја професионална дејност. Сега ми го спомнавте Извор. Извор е всушност и поводот за вашето гостување во утринската наша програма. Рековте соработка со Александар Софрониевиќ и Неда Николич на фрула и на хармоника. Значи еден прекрасен спој на кларинет, хармоника и фрула, изворна музика со малку примеси на модерно и етно елементи. Ако се искажав добро, така е, да. Не само во Извор и во сите композиции и други, едноставно она што значи традиционална музика ја има во дечката улога во сето тоа што значи музичка содржина, секако збогатено со изведбите на гостите инструменталисти и секако сето тоа аранжерски спакувано од страна на господинот Христов, направено така да има еден посовремен звук, да има една посвежа слика, да речам, музичка. Генерално сум задоволен од сето она што се случува досега. Извор на вистина како причина за разговорот ќе ја потенцирам како композиција која што досега предизвика најмногу реакција. Ќе ја слушнеме ние оваа композиција кон крајот на разговорот? Не само кај обичниот слушател, едноставно и кај професионалната публика, би рекол.
Многу сум задоволен што се случи таа композиција, задоволен сум што се случи таа соработка со Александар Софрониевич и Неда Николич, два прекрасни инструменталисти, големи професионалци кои што на полето на традиционалната музика навистина значат многу, не само во нивната земја во Србија, едноставно на ниво на целиот Балкан. Покажа еден сериозен професионализам, покажа едно големо почитување, не само кон мене, едноставно големо почитување кон македонската музика воопшто. И секогаш ги посочувам како вистински пример за професионализам и посветеност на инструменталисти кон се она што значи традиционална музика и се она што значат вистински вредности во професијата. Затоа викам дека ми е навистина многу драго што тоа се случи и сигурно ова беше еден почеток. Ние се познаваме од поодамна, меѓутоа ова беше наше прво професионално соединување. Излезе како многу успешно, се предизвика навистина многу позитивни критики и секако ќе кажам дека представува само еден почеток на нешто што би се случувало и понатам. Она што испуштив на почетокот во најавата е тоа што вие имате и во филм, имате музика на еден филм, мислам дека беше корејски. Така, интересно беше тоа што се случи. Јас благодарение на Џамбо Агушев и неговиот оркестар се случи тоа 2017 година да преку менаџерот на Џамбо се организираше едно снимање на музика за филм, корејски филм кој што излезе во издание на Netflix и навистина беше едно доживување многу убаво за мене како професионален музичар. Џамбо со својот оркестар беше поканет за креирањето на музиката, затоа што ние со Џамбо сме соработници, би рекол многу сериозни соработници, имаме едно многу взаемно големо почитување. Џамбо ме вклучи во целата таа работа, во креирањето на таа музика и создавањето на тоа музичко парче на менето за филмот. Се случија неколку дена една убава дружба со десетина луѓе професионалци од Кореја кои што дојда во Скопје, го работевме сето тоа во XL Студио Момировски, кај Дејан Момировски тука. Едно навистина убаво професионално доживување. Ние во тој момент не бевме свесни што и како се случува и колку е голема целата таа работа. Кога видовме која екипа работи на филмот, навистина беше тоа за нас големо воодушевување, големо задоволство. Уште поголемо беше задоволството што сите тие луѓе беа многу задоволни од нашата работа. Филмот убаво тргна, се беше добро, меѓутоа после тоа од истата таа екипа на режисерска екипа на филмот излезе Паразит, филмот кој што беше награден со 4 Оскари, колку што ме држи сеќавањето, и можам слободно да кажам дека еден од најубавите моменти во мојата професија беше тој момент, таа соработка, создавањето на тоа музичко парче кое што навистина е убаво и предизвика многу позитивни впечатоци. Имате учествувано на меѓународни фестивали, голем број награди. Само сосема за крај би сакала да ве прашам што за вас значи негувањето на македонската музика, на македонскиот фолклор и потоа одиме да го слушнеме спотот. Така, во мојата професионална кариера најмногу време потрошив на класичната музика, школувајќи се, образувајќи се, меѓутоа народната музика никогаш не ја оставив настрана, традиционалната музика некако ми е по природен пат залепена за мене. Сето она што значи традиција, култура, сето тоа што произлегува од ова поднебје, навистина за мене еден сериозен сегмент во мојата професија, една сериозна инспирација, од друга страна една сериозна одговорност за зачувување, за креирање на музика која што ќе се темели врз сето тоа. Живееме во едно турбулентно време, живееме во едно време каде што вистинските вредности некако се многу скриени настрана, но тука сме некако да се бориме сето тоа да го спакуваме, да го зачуваме и што е можно повеќе да ги испочитуваме вистинските вредности кои што се создале во минатото. Некако знаеме ние
многу често да заборавиме на сето тоа што значи основа, столб на нашето постоење музичко би рекол, и знаеме да правиме под наводници, да не се изразам грубо, меѓутоа можам слободно да кажам, знаеме многу често да правиме глупости кога е во прашање традиционалната музика, но ете, составен дел на професионалниот живот е тоа и се надевам дека ќе имаме што повеќе луѓе кои што вистински ќе третираат традиционалната музика и ќе ја негуваат онака како што треба и секако да ја развиваат во вистинската смисла, затоа што Македонија е уникат во однос на тоа. Убаво кажано, вака и ќе го заокружиме разговорот. Посакувам многу успех во работата, да го реализирате албумот кој што ќе треба да излезе до крајот на годината. Ние тоа ќе го следиме. Повторно се надевам ќе се видиме до тогаш. А сега да ги повикаме гледачите да уживаат во прекрасните звуци на Извор. А веднаш потоа ќе следува и втората тема заедно со Искра.